Пристигна и нашиот гостин, доктор Џонов. Ние лаиците сакаме да се го наречеме како естетски хирург, но официјално е специјалист по пластична и реконструктивна хирургија од Аџибадем Систина, но и од државната клиника. Доктор е професор, доктор, добро утро, повелете. Добро утро, фала на поканата. Да, работам во Аџибадем Систина и јас во клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Знаете дека темата за естетска хирургија, интервенции, корекции секогаш е интересна, без разлика дали некој има можност да ја направи или пак храброст да ја направи. Ајде да почнеме општо што е она што се може да направи естетската хирургија. Видите, вака, во последно време или актуализирана е, иако тој тренд обстојува се уште на актуелноста на пластичната хирургија, конкретно корективната хирургија и естетската хирургија. Не сме све могучи, не можеме све да направиме. Ќе дојдат често пати пациентите пластика сакам, кои што не се доволно информирани, иако морам да признам во денешно време веќе 99% од пациентите се информирани за интервенциите и што се случува и како сето тоа се изведува. Пластичната и реконструктивна хирургија може да се примени на било кој дел од човечкото тело. Во превод нема нешто што не можеме да смениме на себе? Па да, во принцип, да, со тоа што некојаш на подобро, во мал број случаи може да биде и на полошо. Тоа секако треба да се најдеме измеѓу тоа што можеме да направиме и желбите на пациентот. Да не е само исполнување на желби. Знаеме дека медицината постојано, секојдневно, на некој начин напредува. Колку е токму тоа случајот со естетската хирургија? Па видите, вака, со естетската хирургија е случајот да во принцип све повеќе и повеќе се применуваат методи кои што се неинвазивни. Меѓутоа, као друга страна на медалјата е тоа да сите тие методи не се толку трајни. Јас сум хирург, секако ги застапувам хируршките методи и нешто што е потрајно кога се прави нешто да се прави за да потрае подолго, односно да кажам и цел живот. Сите други понеинвазивни методи се со пократок рок на траење и затоа треба да се прават на одреден временски период. Тука нормално, нели, признаено кај народот, односно општо познато со филери, со хиалурон, ботокси, во последно време постојат актуелни се трец, конци, поготово за лицевата хирургија, меѓутоа сите тие методи имаат одреден рок на траење. Вие сте дел и од Аџибадем Систина, но и од државното здравство. Оно што ме интересира е колку успеваме кај нас да ги пратиме светските трендови. Дали сето оно што ќе се појави во Холивуд, веќе го имаме и кај нас, на нас. За класичните хируршки методи секако да. Затоа што не е потребна некоја посебна технологија и во принцип е учењето на техниките и пременување на тие техники. И добар хирург да се. Да, тоа е тоа, нели, едукацијата и затоа во принцип може све да се направи. Каде е потребна некоја повисока технологија, тука секако зависно од која болница, каде, иако во принцип секаде во Скопје горе-доле технологијата на завидно ниво во однос на тие процедури. Сигурно имате некои статистики, се не одиме точно во бројки, но колку се чести кај нас во споредба и со западниот свет? Честотата кај нас во однос на западниот свет секако е помала. Меѓутоа процентот... Од финансиски причини или од... Па, што од финансиски причини, што од нехраброст, ајде да кажам, за да се подвргнат на еден таков зафат. Секако нашите луѓе знаат да отидат и во странство, меѓутоа и голем дел од пациентите од нашата околина доаѓаат тука, така да они го зголемуваат процентот на тие естетски корекции што ги применуваме на клиниката. А од оние што се вршат кај нас,
кои се најчести? Еве конкретно од вашата пракса, се не може да знаете за другите доктори. Што е она? Најчесто лицева хирургија, корекции на гради, корекции на стомак, липосукции. Најчесто сепак би рекол дека корекциите на гради се како процедура чести. Секако ринопластиките, корекција на носот, со тоа што би кажал дека корекции на гради не само кај жените, туку и кај мажите се многу чести поради некој хормонален дисбаланс или поради земање на некој лекарства. Често пати се случува да има хипертрофија на машките гради, па го коригираме и тоа со комбинирани процедури, така да во принцип тие се најчестите кои што се применуваат. Добро, значи широк спектар, ние рековме дека денес ќе се фокусираме на неколку, не можеме да фатиме се. Секако. Ајде да почнеме од операцијата на гради, иако јас сете мислев дека за жените повеќе, но кажавте и други случаи. Да, не е исклучиво женски феномен. Колку е станува збор за сложена операција или пак веќе е сведена на малтене рутина, на рутинска? Значи, зависно што се прави, доколку се прави зголемување на градите, го правиме тоа со импланти или со собствено масно ткиво. Има пациентки кои што захтеваат тоа да не се прави со импланти, него со собствено масно ткиво. Кој е почесто, зголемувањето или намалувањето? Зголемувањето, секако. Не прашувам зошто, добро. Обично намалувањето е поради промена на формата на градата, поради хипертрофија, односно зголемување. Тука има и медицински причини, кај голем број од жените не може да ја поднесат тежината, проблеми со ребетниот столб и затоа се подвргнуваат на еден таков зафат. Секако посложен е зафатот на намалувањето на дојката, пошто треба да се извади дел од нејзе заедно со жлездите и масното ткиво и повторно да се состави, да се направи нова дојка. Секако дека тоа се рутински интервенции, веќе кај нас имплантите не траат повеќе од час, час и половина. Имаме добавувачи кои што носат светски признати брендови на импланти, така да од таа страна сме на завидно ниво и да кажам на едно сейф ниво за сите пациентки кои што се подвргнуваат на такви интервенции. А што е со постоперативниот период? Сепак е станува збор за операција, не може да станеме и веднаш да излеземе во град да ги прошетаме. Така? Има ли такви случаи што некој мора да се прошетаат, меѓутоа секако операција, едноставно да кажеме. На што треба се внимава најмногу? Најмногу треба првите 2 недели се најкритични, да се внимава на движењето, да се внимава на напор, забрането е вежбање, дури првиот месец забранет е било како фитнес, првите 2 недели дури и кола возење, така да се има своји ограничувања. Кај редукциите, односно намалувањето на гради е подолг постоперативниот период, може да трае и до 1 месец, затоа што оди со поголеми хируршки резови и сето тоа треба време за да зарасне и да ги намалиме оној процент на компликации кои што можеле да настанат. Сами се дојдовте до другото прашање, кои се можните компликации? Можните компликации... Сигурно тоа го објаснувате однапред, така? Да, секако си имам и своји презентации, мора да се објаснат и компликациите за пациентот да е свесен, иако со нашите рутински интервенции тие се сведени на минимум. Инфекциите сме ги сврлиле скоро комплетно, затоа што секаде се работи асептично и по хируршки принципи. Знаат во некој мал процент да настанат хематоми, кои што обично се разрешуваат конзервативно, без поголеми проблеми, сосем мал процент потребна е до интервенција и кај редукциите тешко зараснување на раните или лошо зараснување на раните. Често пати тоа зависи од самиот организам на пациентот, односно пациентката, доколку реагира малце по екстензивно на тие хируршки резови, знаат тие хируршки резови да бидат појаки, меѓутоа имаме средства со кои што ги третираме за сето тоа да се заврши на крајот добро по пациентот.
Колку е ова операција или интервенција слична, односно сродна со реконструкција на градот? Реконструкција, значи, по отстранување на тумор, така? Да. Се работи и тоа рутински веќе кај нас, реконструкции на гради после мастектомија. Секако треба, не може кај сите пациенти, обично во договор кај нас ги работат карциномите на дојка-торакалните хирурзи, обично во договор со торакалниот хирург, кај која пациентка може, кој е погоден кандидат. Малку се покомплицирани реконструкциите, затоа што потребни се повеќе зафати, со еден зафат не може да се реши проблемот. Секако идеално не може да се направат да се издравата дојка и нормалната дојка да се исти. Затоа и тоа им го кажуваме на пациентките, дека е процедура од неколку зафати за да може комплетно да се реконструира обликот на дојката, формата и изгледот. И таа реконструкција можела некогаш се прави одложено, а некогаш истовремено со отстранување на... Од што зависи тоа, како ќе се одлучите? Повторно зависи од тоа, индикацијата е дава торакалниот хирург, односно дали може некоја пациентка на понизок стадиум на кој што укажуваат предоперативните испитувања и може во еден акт да се направи субкутана мастектомија, односно да се остави дел од ткивото, за да може веднаш да се направи реконструкција, а другите ги правиме во два акти, обично после примената терапија, сејф е доколку стадиумот на болеста дозволува, обично после 6 месеци од првата интервенција, односно од мастектомијата, може да се прави реконструкција. Да одвоиме некоја минутка за лицевата хирургија. Што е она што на пациентите или пациентките најчесто им пречи? Најчесто се работат капаци и ринопластики, затоа што зависно од стилот на живот, склоноста, наследството, нели, сето тоа остава траги на лицето. Тука имаме и помошни средства, како што напоменав на почетокот, со филери, ботокси, може нешто да се искоригира. Класично, конкретно за блефаропластиките, за капаците, исклучиво хируршка метода за отстранување на вишокот кожа, на масните перничиња кои се формираат во текот на животот. Ринопластиките, нели, знаеме, тоа е корекција на носот, една од најкомплексните интервенции. Што е најсложено, сакав да прашам? Една од најкомплексните интервенции, меѓутоа секако кај нас и тоа се работи рутински, веќе со години. Следува фейслифтингот, најтрајна, секако интервенцијата трае најдугачко, затоа што е лицето полно со елементи, со нерви, со крвни садови кои што треба да се презервираат и да се затегнува во и лицевата фасција и кожата за да се добие еден посвеж, по-младешки изглед. Меѓутоа, секако тоа е поголема процедура во генерална анестезија, време на опоравок, сигурно 2 недели, отоци и модринки и малку повеќе. И затоа, препорачуваме кај пациенти и пациентки кои што се над 45 години да се прави тоа, за да се овозможи еден подолг период после тоа да не треба да се прават други корекции. Вие сте во контакт со пациентите и пред и по операцијата. Колку може една ваква корекција да им го промени, подобри квалитетот на живот? Да ги усреки? Секако тоа зависи од психолошкиот момент на самиот пациент. Сме се среќавали со такви ситуации да воопшто да нема индикации за интервенција, пациентите ги побаруваат тие интервенции. Прво, ние сме доктори, хирурзи, па на крај естетичари. Секако не треба сите желби на пациентите, меѓутоа во голем дел нели, многу им значи во однос на подобрување на квалитетот на животот, подигнување на самодовербата, враќање во некои нели години наназад,
кога биле посрекни, кога подобро се чувствувале и се препознавале повеќе во огледалото себе си. Така да Не се плашеле толку од тоа Да. што ќе видат. и од тоа што станало после тоа, нели? Меѓутоа, све си има индикации и затоа секогаш гледаме со пациенти да се најдеме на средина и можностите наши, индикациите за интервенција и нивните желби. За крај сакам само да ве прашам од вашата кариера, кога треба да одвоите еден момент, еден случај или некоја интервенција, на што сте најгорд? Видите вака, пошто ние не работиме само естетика, естетиката е таква кој што е и голем дел од случаевите, да не кажам 90% и повише 95% завршуваат добро. Пластичната и реконструктивна хирургија има широко поле на делување. Ние работиме и повреди на шака, повреди на стопало, мекоткивни повреди, секако и пациенти со кожни тумори и карциноми. Во принцип, секојаш човек е најгорд кој ќе му помогне на човекот во мака. Односно, имало мал милион случаи кај што имало повреди, кои што после тоа, поготово на рацете, пошто нас не одвојува во однос на целиот животински свет функционирањето на шаката. И доколку човек не му функционираат рацете, има проблем со комплетното функционирање во животот. И кога ќе се врати тој момент дека некој може да продолжи да работи, може да продолжи да функционира најнормално и покрај мутилантните повреди и тоа што се случило, мислам дека тогаш сме најгорди и најсамозадоволни да кажам дека сме помогнале некому, или рецимо кога ќе излечиме пациенти со некои кожни тумори кои што рецидивирале, кои што се искомплицирале, а со нашите постапки и интервенции сме ги довеле до ниво да бидат здрави. Докторе, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Сигурна сум дека, како што рековме на почетокот, секогаш е интересна ова тема.